Еве не назад повторно во студиото продолжуваме со оној разговор кој што го најавив на почетокот на денешниот утрински брифинг. Агенцијата за мониторинг на изборно медиумско представување на локалните избори 2021 година констатираше дека на повеќе медиуми во земјава се емитува платено политичко рекламирање во кое учествуваат малолетници. Согласно изборниот законник, учесникот во изборната кампања е одговорен за содржината на огласите, соопштенијата, рекламите и другиот снимен материјал, чиј нарачател исто така сноси одговорност и како радиодифузерите, имајќи го предвид членот 76 став 3 од изборниот законник во кој изричито е пропишано дека не е дозволено учество на малолетници во платено политичко рекламирање. И од првата детска амбасада во светот Медјаши со став дека е забранета злоупотреба на деца во политички кампањи. Токму затоа во продолжение разговараме со Јулија Велковска, СОС оператор на телефонот за деца и млади при Медјаши. Јулија, добро утро. Добро утро. Стигнаа ли до вас вакви информации во кои е констатирано дека дел од медиумите се емитуваат вакви пропагандни материјали во кои учествуваат и деца? Да, во повеќе наврати најмногу пристигнува преку Facebook страната на Медјаши, како имејл, така полесно мешано дојавувачите да ни испратат директни линкови, како и фотографии од објавите од повеќе политички фигури, од повеќе политички партии. Само сакам на кратко да се наврзам на соопштенијата од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Сакам да го поздравам тој нивен чекор на истапување, затоа што само вака како повеќе можеме да влијаеме. И рекламирањето, да, сепак ќе речам на одговорноста на нарачателите, но да кажеме дека и радиодифузерите се сепак одговорни за законитоста на неговото емитување и можат и тие да влијаат на сето ова, може да престанат да ги емитуваат овие спотови, може да апелираат, сето дека сите учесници во на изборна кампања не се согласат со платеното политичко рекламирање со законите. Медјаш е тука постојано да реагира. Ние во неколку наврати исто стапивме со Facebook апели, постови, критики до сите политички фигури од разни политички партии до кои што не идовме и добивме информација, така да сепак речам не само Медјаши како капка во морето, сите заедно можеме многу повеќе да направиме во врска со овој проблем кој што низ години веќе се провлекува. Јулија, имајќи предвид дека веќе втора недела сме во предизборна кампања, реагиравте ли досега, испративте ли представки кај народниот правобранител? Така, да. Исто тоа во неколку наврати се случи, кога директно во судир ние доаѓавме со слики, со видеа и покрај дојавувачите. Сметам дека повеќе и други луѓе испратиле исто така сами како граѓани, како индивидуалци за народниот правобранител. Немаме повратни информации дали некој е казнет од политичките фигури, дали воопшто некогаш се доделени казни, доколку имало казни, дали имаме некаков бенефит од тоа, имаме ли подобрување или немаме, затоа што од оваа страна можам да кажам дека ние не забележуваме никакво подобрување, затоа што имаме фигури, политичарки и политичари кои што во неколку наврати покрај нашите критики и апели, кои беа директно патени, повторно го имаме истото споделување на деца кои што се злоупотребени во политичка кампања. Кои се вашите пораки до нарачителите, но и до медиумите кои ги емитуваат ваквите пропагандни пораки? Така, да не се прави манипулативен залог со децата за подобра иднина, а во сегашноста речиси ништо да не се прави, затоа што ќе се направат нови детски градишта или ќе се реконструираат, а да не се сликаат, тоа не значи дека нема да бидат забележени и поздравени тие активности. Мора да ги имаат децата во предвид низ на целата година, значи низ на сите нивни активности и моќ кога имаат да сменат нешта, а не да биде акцентот ставен на еден само период, тоа е предизборниот период. И сепак ќе кажам дека тие треба да бидат пример за децата, затоа што тие деца кога ќе додат еден ден на нивните функции да знаат како треба и тие за следните генерации. И доколку вака продолжи, ние како организација Медјаши бара да биде навистина сериозно превземено ова и да бидат сите санкционирани без разлика за кого станува збор и од која политичка партија или кандидатура доаѓа таа политичка фигура. Имаат ли слух институциите за ваквите ваши реакции?
Сметам дека имаат, затоа што пред се ние навистина имаме соработка со Народниот правобранител, сме во постојан контакт за не само за ова, за било какви проблеми со кои што СОС линијата се соочува. Одиме во насока да соработуваме сите заедно, да имаме повеќе сектори да се обединат. Одиме и јавно и вака со интервјуа и со социјални мрежи и навистина очекувам сите институции да истапат и да кажат што е направено конкретно со овој проблем. Јулија, би сакал да те прашам уште едно прашање. Дали можеме да констатираме дека се замижува пред овој закон пред политичките партии и дали со тоа се допринесува или се дава право повторно истиот да биде заобиколен? Тоа сакам да го кажам, дека иако е вметнато во повеќе во неколку закони, во Законот за заштита на децата, каде што се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и действување, кажа веќе агенцијата истапи дека, но дефинитивно може да кажеме дека се замижува, затоа што пак ќе речам, немаме никој досега не истапил да ни каже кој е санкциониран, дали бил санкциониран, кои се паричните казни, има ли некакви други казни, има ли некаков напредок, затоа што ова во континуитет се случува и никој како да не постапува, освен медијаши, со исклучок на други институции, новинари, со критики, со апели и како да се тапка постојано со години во место, а ништо бенефит немаме видено од сето ова. Јулија, ти благодарам за ова утринско вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека овие апели кои што ги упативте ќе допрат онаму каде што навистина и треба да допрат и ќе се престане со злоупотреба на малолетници во политички кампањи и во политичко медиумско рекламирање. Ти благодарам за учеството утрово. Ами на вас.